Што е со претставки за кршење на работничките права на граѓаните? Дали можеби се појавуваат такви и дали имаме некои претставки кои што се можеби зачестени во овој пандемиски период? Некакви повреди на правата кои што граѓаните имаат забелешки или на што треба да внимаваат пак еве во ова малку изменета година? Во области имаме и поднесено претставки од областа на работни односи. Луѓето се жалат на мобинг, се жалат на неисплатени додатоци, на користење на слободни денови, особено одземање, незаконско одземање на овластување на некои работни места. Меѓутоа мора да нагласам дека најголем број јавувања во последните 5-6 месеци се и предходно се од граѓани кои им е исклучена електричната енергија и истите се принудени да потпишат спогодба за плаќање на некои долгови на рати. Овие случаи ги реферирав и во Скопје, во централата, бидејќи кога се јавувам во ЕВН, КЕТ Струмица, раководните органи ми велат дека има долг, дека е утужен долгот, меѓутоа нема пресуда. Бидејќи дотколку имат тие пресуди, предметот ќе го проследат до извршители и тие вршат присилна наплата. Меѓутоа за тужен, неправосилна, кога нема правосилна пресуда, долгот всушност не постои, односно не е докажано дека лицето должи. Меѓутоа кога тој има исклучена дома струја, принудени се да потпишат спогодба и за застарени долгови, да не речем и непостоечки долгови. Во колку наврати може ли да се сетите генерално колку пати се случило ова ваква присила на еден начин на граѓаните да плаќаат долгови за електрична енергија? Значи, јас дневно некој пат примам по 3-4 повици од такви граѓани. Имам контакт со раководителите во ЕВН, КЕТ Струмица, меѓутоа тие имат право на служба во Скопје. И со нив едино писмено може да кореспондирам и поради тоа проблемите тешко се решаваат. Јас и претходно излегов со соопштение граѓаните да не потпишуваат такви спогодби од причина што тие долгови според мене некои се застарени, некои не треба да се побаруваат и треба за тоа да се утврди правосилна пресуда.